Година 1943. За некој година без символика, но за некој година од огромно значење. Година што боли и не се заборава. Година која покажа што е нечовечност и колку може да забега колективната свест. Не зборувам за раѓањето на Роберт Де Ниро или Мик Джегер, ниту за измените во играњето бейсбол, не зборувам за Тито. Зборувам за тоа, дека во таа 1943 патриотизмот на германците, кој прераснал во национализам, го покаже својот чудовишен лик и резултираше со уништување, односно екзодус на цел еден народ, на еврејскиот народ. Овие настани за мене и мојата генерација се несватливи. Како може еден болен, егоцентричен и поматен ум да биде поддржан од цела нација? Како може едно хорор сценарио да се реализира не во филм, туку во стварност? Милиони евреи од окупираните земји од Европа се однесени во логорите на смртта. Над 7.000 само од Македонија. Фашистичкиот режим имаше идеја да уништи цел народ, само заради тоа што евреите имале поинаква религија и култура од останатите. А биле луѓе. Живееле сложно со останатите во сите градови и села. Имало и во Штип. Живи се сведоците на чинот на депортирањето на штипските евреи. А за екзодусот на евреите секојдневно не потсетува и споменикот во центарот на Штип. Постарите штипјани ги паметат некогашните сограѓани евреи како вредни и културни луѓе. Луѓе посветени на работата и семејствата. За живот заработувале со трговија, за најчиство и со надничарска работа. Со своите сограѓани живееле во добро, во хармонија, делеле заедно и добро и зло. Се до тој Кобен, 11 март 1943, кога бугарскиот окупатор насилно ги извади од домовите и сотоварен во смрт, однесе точно 551 евреи од Штип. Поминаа 7 децении од овој страотен чин. Јас и мојата генерација немаме ништо со трагедијата на евреите. Но верувам дека чувството на неверување, жал, но и срам дека сме дозволиле нашите сограѓани евреи да бидат убиени до еден, тлее во секој еден од нас. И затоа велам, никогаш повеќе да не се повтори вакво нешто. Уништувањето на животот на 6 милиони евреи не е само напад врзлив. Тие го изгубиле животот, но зар човештвото после овој чин не го изгуби достоинството и хуманоста? Да не се повтори, но и никогаш да не се заборави жртвата на еврејскиот народ. Жртва, чија смисла јас ја гледам во негување на толеранцијата на разликите, кои се богатство, а не штета на човештвото. Богатство кое треба да се негува и споделува, за да нема реприза на болниот март 1943. За крај и во спомен на народот со тажна историја, еве дел од древната еврејска мудрост. Најди време за работа. Работата е цена на успехот. Најди време за размислување. Размислувањето е клуч на моќта. Најди време за игра. Играта е тајна за вечната младост. Најди време за читање. Читањето е темел на мудроста. Најди време за љубезност. Љубезноста го отвара патот кон среќата. Најди време да сакаш и да бидеш сакан. Љубовта е привилегија на Бога. Најди време да погледнеш околу себе. Себичноста не дава плодови. Најди време за смеење. Смеата е музика за душата.